Јавно го повикувам дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов да се повлече од политичката функција дополнителен заменик министер за труд и социјална политика од причини што постапил неодговорно за функцијата што ја извршува. За приватни цели и интереси противзаконски располагал и управувал возило на Агенцијата за вработување на Република Македонија, за што не постои, ниту пак може да постои некаков документ за користење, решение, полномошно и налог. Ја загрозил безбедноста на патниците во сообраќајот. Нанел материјална штета на возилото што го управувал и на возилата што ги удрил и противправно трошил средства за гориво на Министерството за труд и социјална политика за потребите на возилото кое не е собственост на Министерството за труд и социјална политика. И избегал на полицијата, со што го попречил полициското постапување за утврдување на негова психофизичка состојба и надвор од секаква етика и морал, поттикнал друго лице, вработено во Министерството за труд и социјална политика, а не како негов возач, спротивно на реалната состојба да ја преземе одговорноста за неговото несовесно постапување. Очекувам Министерството за внатрешни работи да го расветли инцидентот, поврзан со дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика, со што ќе се покаже неселективност во постапувањето и еднаквост на сите граѓани пред законот. Должна сум да ја информирам јавноста дека до возилото Туарек, што е користено од страна на Диме Спасов во саботата кога се случил инцидентот, е собственост на Агенцијата за вработување. Ова возило не е единствено што го користел дополнителниот заменик министер Спасов. Противзаконски располагал подолго време уште со други 3 возила, кои што со одлука на владата на Република Македонија на 12 август 2015 година се дадени на трајно користење на Агенцијата за вработување. Тоа значи дека освен дополнителниот заменик министер Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување противправно и спротивно на правилникот за користење на службени возила во собственост на Агенцијата за вработување овозможил возила на Агенцијата да бидат на располагање на неовластени лица надвор од работно време и работни задачи. Поради сето ова, до владата на Република Македонија и до надлежните органи ќе доставам пријава за злоупотреба на службена положба и овластување од страна на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, кој спротивно на закон повеќе од 2 пати именуван на функцијата вршител на должност, а во моментот извршува функција со истечен мандат. Дополнително, што и Канцеларијата на Европската комисија во јули оваа година утврдила несоодветна употреба и располагање со средства 30 возила кои преку ИПА фондови се набавени за потребите на Агенцијата за вработување и Државниот инспекторат на труд и побарал поврат на средства во висина од 27.000 евра. Сето ова е констатирано во неодамнешниот ревизорски извештај за Агенцијата за вработување од страна на Државниот ревизор на Република Македонија. Ви информирам и дека во Министерството за труд и социјална политика преземаме мерки за утврдување на одговорност за возач во Министерството за труд и социјална политика, кој не е возач на дополнителниот заменик министер, а ја презел одговорноста за инцидентот во саботата. Од сите овие причини, барам Диме Спасов да ја преземе одговорноста за своето неодговорно и несовесно работење и да се повлече од политичката функција дополнителен заменик министер за труд и социјална политика. Благодарам, повелете прашање. На достап на јавноста можеме да ги ставиме одлуките од влада, со кои што се доделени на трајно користење без надомест 4 возила, кои што подолго време ги користи дополнителниот заменик министер. Да, може. Значи, јас не го видов дополнителниот заменик министер денеска на работа. Имав разговор службен со раководителот на секторот за правни работи, кој што е одговорен за возачот на Министерството за труд и социјална политика,
кој што ја презел одговорноста во саботата за инцидентот. Возачот доби писмена наредба за да достави одговори на неколку прашања кои што се од интерес и за неговиот статус, меѓутоа и за утврдување на одговорноста за несовесното работење во Министерството. Од денот на неговото вработување, крајот на август оваа година, на позиција возач во Министерството за труд и социјална политика, ниту без никакви овластувања, патни налози и други документи кои што се потребни за управување со моторно возило и на Министерството, а да не зборам за други правни субјекти кои што нема право да управува со нивни превозни средства, тој нема никаква документација приложено до секторот кој што го контролира неговото работење и до овој момент, иако беше дадена наредбата да одговори за 1 час од добивање на писмената наредба, се уште немаме одговор и е констатирано дека тој не е во Министерството за труд и социјална политика, односно се оддалечил од работното место. Тоа дополнително го отвара прашањето на неаргументираност во овој дел на аргументите кои што претходно ги истакнав, кои што одат во прилог на ова. Напоменавте дека дополнителниот заменик министер користел средства за гориво, нели? Така? Министерството за социјална политика. Дали ме задолжна да чуеме така? Тоа го направиме во текот на денешниот ден. Значи, она што е констатирано од страна на надлежните служби во Министерството е дека и во минатиот мандат, иако во меѓувреме имал задолжено 2 коли во рамките на самото Министерство за потребите кои што ги има, картичката за гориво која што е користена, со него е полнет и туарегот кој што се го користел за како превозно средство. Во повеќе наврати. Во повеќе наврати, за тие информации ќе излеземе дополнително и соодветно до надлежните институции ќе се поднесе и пријава за таа злоупотреба, но и за сите кои што во Министерството имале обврска да го контролираат трошењето на средствата на Министерството, а не го начиниле тоа.